Најбитните параметри кога треба да се избере детско седиште за да се купи во автомобилот, значи треба да се земе во предвид возраста, висината и тежината на детето. Оно што би сакала да потенцирам дека ние ги советуваме граѓаните на неколку совети, првенствено значи кога прават избор на детското седиште, значи да точно внимаваат во однос на висината, тежината на детето. Втората значајна работа кога се бира детското седиште, значи како правилно ќе се инсталира, односно дали во тој автомобил каде што тие го поставуваат, ќе постават едно или две седишта, со оглед на тоа зависно колку деца имаат да ги превезуваат, доколку имаат едно дете, ама само ги советува детското седиште да биде поставено на задниот дел, да биде обратно поставено од движењето на автомобилот, односно лицето на детето да гледа кон задниот дел на прозорецот на возилото. Сега, оние кои има две деца или може би се близнаци така натаму, ќе го кажеме ова дека средишниот дел е најбезбедниот дел за управување на децата во детско седиште во автомобилот, ќе кажат а што ние кога имаме две деца, во тој случај значи се поставува од левата и десната страна, 2 милиметри и од лево и од десно не смее да се движи повеќе, значи од 2 сантиметри детското седиште, затегнувањето на ремените кои се внатра во детското седиште, значи треба да бидат соодветно прицврстени и значи еден прс од телото треба да бидат да имаат толкова растојание. Исто така, ние укажуваме на фактот дека кога станува збор за децата кога се превезуваат во детско седиште, особено во зимскиот период, значи никако кога е ладно со јакна или со скафандер или со потопла зимска облека да се постават сигурносните појаси од седиштето и да се управува. Напротив, значи се собликува јакната, значи дали е тоа во по нормални, без јакна, без нешто што ќе представува поголем терет од облеката, се поставува детето, се врзува, а потоа, доколку има потреба или ако им е ладно, може да се покрие со некаква прекривка, со цел да не им биде ладно, затоа што кога има многу облека, значи движењето но и поставувањето на сигурносниот појас нема да ја има онаа заштита која би требало да ја има. Од 2015 година во Законот за безбедност на патниот сообраќај во член 164 е регулирано прашањето во однос на детските седишта. Законот вели дека децата до 5 години треба да бидат поставени во соодветен детски уред. Јас можам да направам една компарација во однос на балканските земји, значи Србија и Бугарија. Ова прашање го имаат регулирано, значи задолжително до 3 години детето да биде поставено во детски уред, а од 3 години треба да има сигурносен појас, каде што подразбира, значи може да биде ставено во овој беби бастер. Во Грција тоа е значи до 4 години и од 4 до 11 години, значи до 11 години мора детето да има соодветен уред, дали е беби бастер, дали ќе биде соодветно детско седиште независно и сигурносен појас. Јас можам да кажам дека ние направивме една паралела помеѓу европските земји, бидејќи тоа во Европа е секаде регулирано ова прашање со законска одредба. Белгија е еден од најдобрите примери во однос на поставување, инсталирање и законски како тоа треба да се спроведе во реалниот свет, затоа што законот во Белгија вели дека сите деца кои се возат во автомобил дека треба да бидат поставени во соодветен уред и задолжително сите патници во возилото да имаат сигурносен појас независно дали се на предните или на задните седишта.